Некои од тие коментари кажуваат дека треба да бидам фатена за коса, влечена и фрлена во Вардар. Некои од тие коментари коментираат дека треба да бидам сексуално нападната. Па дури и некои кажуваат дека треба да бидам сексуално нападната додека сум на говорница во град Скопје. Првично видеото беше објавено од различни профили, вклучувајќи и функционери од страна на власта, апсолутно без контекст, и коментарите кои што следеа беа застрашувачки, да бидам искрена. Голем дел од нив повикуваа на физичко и сексуално насилство против мене, на кои што истите тие функционери кои што го објавуваа видеото ги поддржуваа тие повици за насилство. Потоа имаше секако коментари несоодветни за мојот изглед, за моето зборување, став и така натаму. Меѓутоа, она што најмногу мислам дека е проблем и мене лично најмногу што ме допре беа повиците за физичко и сексуално насилство. Апсолутно не е лесно да се читаат такви коментари. Нормално е страшно. Дури и некаде во потсвеста ти останува стравот дека може тоа онлайн насилство да се преслика во физичко, вистинско насилство, во вистинскиот свет. Особено е страшно затоа што имаме видено како системот секој ден не им помага на жените кои што се ставени во такви ситуации. И нели дури како жена што се занимава со политика, некогаш се чувствуваш дека немаш моќ во твоите раце да превземеш нешто, да не се случи тоа. Прво морав еден ден да ги isпроцесирам сите тие коментари и потоа сватив дека јас, за разлика од други жени кои што живеат во оваа држава и се изложени на насилство, јас сум во една дури и привилегирана позиција, бидејќи сум јавен функционер, и одлучив дека не можам да оставам овие коментари да поминат неприметени. Прво нешто што решив да направам е да снимам видео каде што всушност им покажувам на јавноста што се случува кога си жена во политика, особено жена во политика која што оди против актуелната власт. Ги покажав коментарите и посочив на тоа дека живееме во доба во Македонија каде што имаме растечки број на насилство врз жени, фемициди, па дури не знам и психичко насилство. За жал имаме видено десетици, стотици примери каде што институциите не постапувале. И на крај, сето ова може да заврши со најстрашниот чин, а тоа е убиство. И страф ми е дека повторно оваа кривична пријава ќе биде игнорирана. Меѓутоа, еве, имаме нов јавен обвинител и во Скопското јавно обвинителство и во Државното јавно обвинителство. Па еве, ги предизвикувам да променат малку како се водат овие процеси и сериозно да ја сватат работата. Јас лично оваа ситуација ќе ја искористам да направам пример еден и со надежда ја променам иднината на многу жени кои што ќе се осмелат да влезат во политика. Меѓутоа, апсолутно можам да разберам како ова може да влијае една жена да се исплаши, да се повлече и да не се бави повеќе со политика.